Добро вечер, вести на Канал 5. Вашиот следен и единствен чекор пред отворањето на преговорите е јасен. Треба да ги направите договорените уставни измени. Ова е пораката на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен по посетата на Скопје, со која ја заврши тридневната балканска турнеја. Целосно стоиме зад Македонија на незиниот пат кон Европската Унија. Може да сметате на нас, напиша фон дер Лајен на социјалната мрежа X, потенцирајќи дека сега топката е во дворот на Македонија, а дека ЕУ е подготвена. Таа доцна попладнето се сретна со премиерот Мицкоски, а потоа и со претседателката Силјановска-Давкова и со претседателот на Собранието Африм Гаши. И премиерот Мицкоски по средбата се огласи на социјалните мрежи. Ја истакна врешеноста на владата да ја забрза евроинтеграцијата на државата преку конкретни резултати и исполнување на европските стандарди. Посочив дека државата очекува од Европската Унија јасна и конкретна посветеност, како потврда на европската перспектива и поддршка за граѓаните кои со децении остануваат посветени на европските вредности, напиша Мицкоски на Фејсбук. Уште 3 дена изборна кампања. ВМРО-ДПМН вечерва одржа митинзи во Македонска Каменица, Пехчево и Берово, а во моментов одржува и во Делчево. Гледаме како кампањата им се потпира исклучиво на политичкиот гуру на нивниот претседател Венко Филипче, а тоа е Зоран Заев. Тој велеше дека ќе одел во политичка пензија, а гледаме како буквално грчевито се бори да си одбрани инвестицијата во СДСМ, исто како што ги брани инвестициите во Дубај. За овие луѓе, внимавајте, ова е многу важно, за овие луѓе политиката е бизнис, а за нас е начин како да им помогнеме на граѓаните. Изборниот караван на опозицијската СДСМ пак одржа митинзи и граѓански трибини во Центар, Жупа, Дебар, Гостивар и во Маврово Ростуше. Тие што денес владеат се обидуваат да не разделат со лаги, со поделби, со национализам, што треба да ја прикрие нивната неспособност, рече Филипче од граѓанската трибина во Гостивар. Според него, ВМРО-ДПМН ја заборавила најважната лекција од историјата, дека заедништвото е силата на оваа земја. Нивната политика е политика на поделби, на дестабилизација, на навреди. Политика која секогаш завршува со тензии во општеството, потенцираше Филипче, кој обвини дека буџетот на Македонија се продлабочувал, јавниот долг растел, а граѓаните станувале се посиромашни, информираат од прес-службата на СДСМ. Во седиштето на НАТО во Брисел, министерот за одбрана Владо Мисајловски учествуваше на состанок на Северноатлантскиот совет на НАТО, на кој присуствуваа министрите за одбрана на сите 32 сојузника, соопштија денеска од Министерството за одбрана. На состанокот министрите за одбрана се осврнале на повеќе теми поврзани со безбедноста и се согласиле дека алијансата и земјите членки се целосно посветени на одбраната и одвраќањето, како и на заштитата на секоја педа сојузничка територија. Министерот Мисајловски порача дека македонската армија засилено се опремува и модернизира, како и дека земјата има јасен план за раст на инвестициите во одбраната и безбедноста, согласно одлуките од самитот на НАТО во Хаг, се вели во соопштението од Министерството за одбрана. Разрешениот директор на неврологија Кузмановски 5 месеци лекувал пациенти со истечена лиценца. Ова го потврдуваат и од Министерството за здравство и од Државниот санитарен и здравствен инспекторат по извршениот вонреден надзор на клиниката. Од инспекторатот вела дека Кузмановски ќе се соочи со парична казна од 500 евра. Сања Трајковска, Ставров за ова. Екс-директорот на неврологија Игор Кузмановски, кој беше разрешен откако на социјалните мрежи беше објавена снимка како во домашни услови меша бела прашкаста материја, коментирајќи за квалитетна дрога, сепак лекувал пациенти и без важечка лиценца за работа, потврдуваат за Канал 5 од Министерството за здравство. Оттаму велат дека веднаш по неговото разрешување обезбедени се релевантни податоци од мој термин, кои укажуваат на реализирани прегледи. Ова го констатирале и инспекторите
службите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кои ја прегледаа документацијата во самата клиника и тие нотираат дека во вторник работел во амбулантата, но престанал да лекува пациенти откако бил именуван за директор. Ќе добие само казна од 500 евра бидејќи лекувал без важечка лиценца, а законот не предвидува одговорност за клиниката и поранешниот директор Фатмир Меджити. За периодот од 1.1.2025 година, заклучно со 30.11.2025 година, се констатира дека доктор Кузмановски обавувал здравствена дејност до 8.8.2025 година. Во врска со работата на професор доктор Игор Кузмановски како здравствен работник без важечка лиценца за работа, ќе му биде издаден прекршочен платен налог според член 309 став 1 точка 1 од Законот за здравствена заштита. Случајот со Кузмановски го разгледува и Филат. Од лекарската комора за Канал 5 велат дека во тек се постапки од нивните тела и го разгледуваат случајот од етички аспект, бидејќи не може да му се одземе лиценца, оти нема важечка дозвола за работа. Екс-директорот на Неврологија експресно беше разрешен по објавувањето на компромитирачка видеоснимка, пошто се утврди дека и 7 месеци тој немал активна лиценца и навреме не ја обновил, но сепак имал активен лекарски печат со важност до 2028. За ова од фондот, од каде што инаку се издава факсимил за лекарите, кажаа дека во постапката документите со се лиценците за работа ги поднела клиниката за неврологија и во тој момент имал важечка лиценца. Ова на површина ги изнесе аномалиите за контрола на здравствениот систем, но ги поттикна властите да размислуваат и за тоа со закон да воведат тестови за наркотици за лекарите. Со топло-ладно и официјално почна грејната сезона. Дел од корисниците и денеска се пожалија дека парно немаат или е премлако. Од ЕСМ дел од проблемот го лоцираат кај самите граѓани поради тоа што самите не ги отстраниле дефектите на внатрешната инсталација. Маја Стојановска за ова. За над 60.000 домакинства приклучени на системот за централно грејење во Скопје. Денеска започнува грејната сезона, но дел од нив се жалат дека нивните радиатори останале ладни или млаки. Најголемиот дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека не се задоволни од интензитетот на испораката на топлинска енергија. Тие потсетуваат и дека се соочиле со слични проблеми за време на предвремениот старт на сезоната, кој се случи на почетокот на месецот поради пат на температурите. Не се греме, се мрзнеме. Значи не беа топли радиаторите? Беа топли лето, смрзнавме на недела. Беа млаки, просто така осеќаш дека е топличко, ништо не осетевме топло. Со вакво грејење е многу тешко. Навреме и квалитетно. Тамане, према надворешнава температура да задоволува. Беше добро, може стане и така релативно топло и одма се осети уште така не станата, викам не, фала Богу, се оправихме. Од ЕСМ дел од проблемите ги лоцираат во самите граѓани. Информираат дека во 88 објекти немаат обезбедени услови за испорака на топлинска енергија, поради дефекти во внатрешната инсталација, оневозможен пристап до топлинските станици или прекини во снабдувањето со електрична енергија, зашто апелираат потрошувачите да ги отстранат дефектите и редовно да ги плаќаат сметките за електрична енергија. Апелираме до потрошувачите и заедниците на собственици што побрзо да ги отстранат дефектите на внатрешните грејни инсталации, да обезбедат непречен пристап до топлинските станици и да овозможат континуирано напојување со електрична енергија, вклучително и преку плаќање на сметките за електрична енергија. Во делови од градот каде се врши санација на дефекти на топлификацијската мрежа, истите навремено се објавуваат на веб страниците на ЕСМ снабдување. Соопштија од ЕСМ. Дополнително од таму веќе најавија дека грејењето може да биде послабо во период од 15 до 17 октомври, поради ремонтни активности на цевка од страна на бугарскиот оператор Номагаз, кој испорачува газ во Македонија. ЕСМ подсетува и дека снабдувањето со топлинска енергија ќе зависи од температурата на воздухот и атмосферските услови, односно кога температурите се пониски, испораката на топлинска енергија се зголемува, а кога се повисоки се намалува, или пак доколку достигне одредени гранични вредности таа се прекинува. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.